Моите почетоци на резба на метална плоча, племенита плоча како што е бакарот, среброто, златото, започна пред повеќе од 30 години со изработка на икони на бакарна плоча. Бидејќи тоа ми изгледаше не толку богато и не толку свето, претежно ги изработив икони на бакар. Јас нивната позадина ја оплеменив со златна фолија. Тоа е светоста на светецот кој сакав да го насликам, односно сакав да го изрезбам со тие посебни длета. Значи, работата на бакарната плоча е малце по-специфична во однос на златото и среброто. Златото и среброто го земам директно како плоча и го работам. Меѓутоа, бакарната плоча има посебен хемиски процес во кој влегуваат тешки хемикали за да ја постигнам она патинеста темно кафена скоро до црна боја, и тука го правам веќе обратниот процес. Значи, за разлика од уметноста каде што на бела основа стикаат уметниците, јас на бакарна плоча тоа го правам на темна основа и ги резбам или ги бакрописувам најосветлените точки од ликот или од било кое дело го имам замисла да го направам. Најпрво ги земам контурите, има посебно бакарна игла специјална за земање на контурите на светецот, и потоа преминувам на изработката со длетата, кои пак имаат, како што спомнав, изработен со високо квалитетен челик, и секој си има своја рачка во вид на топка или пак крушеста форма, со која ги нанесувам резовите во бакарната плоча. Сега резот, затоа имаме тука бакрорез и бакропис. Бакрописот претежно го работам со равни глета, и од бакрописот може да се продуцира друго, да се испечати друго дело, за разлика од овие, бидејќи комбинирано ги правам бакропис и бакрорез, секое дело е на свој начин уникатно дело, од кое не можеш да отпечатиш друго дело. И тука е убавината на тоа дело. Зашто тоа е едно. 1000 дела да ги направам, 1000 дела исти со Господ Исус Христос, сите со понешто ќе се разликуваат.